традиционална македонска црковна песна обележие на православното христијанство во Македонија заедно со византискиот стил на изградба на цркви. Мозаици и високи ѕидови над висината на покривот со прозорци за надворешна светлина, полукружна завршница на главната зграда, односно купола. Ова се дел од карактеристиките на црквите со византиски стил. Но во последните години се напушта традиционалниот византиски стил на цркви, карактеристичен за македонското поднебје, и се градат цркви во карактеристичен руско-украински стил. Па не би рекол дека се напушта традиционалниот начин на градење на храмови, туку повеќе враќање кон оноа кое што е преданиско, односно кое што произлегува од преданието на православната црква и кое што е одбележие на византиската епоха, во Македонија, односно византиската културна епоха. Така што новите храмови повеќе се градат во византиски стил, отколку што се градат во каков и да е друг стил. Покрај овој став на црквата, во последните години најавени и дел изградени се 4 цркви во руско-украински стил. Меѓу изградените е и Успение на Пресвета Богородица кај Маврово. Инвеститор, односно ктитор на црквата е фамилијата на бизнисменот Борис Стојменов. Друга црква која е во изградба е црквата Свети Тројца во Скопската општина Аеродром, чиј инвеститор е рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко. Изградбата не е завршена затоа што сѐ уште се чека увозот на куполите од Украина. Според отец Митевски, градењето не значи дека представува никакво влијание, затоа што според него да има такво нешто треба да се има и опонент, односно противтежа. Тоа што се гради во друг стил, во духовната сфера, ние не подразбираме влијание, туку градењето на храмови, значи во различен стил, ја изразува допадливост, уметничкиот белег, на тој стил кој што се гради, и ние сметаме дека треба да има некој храм во таков стил, кој што би бил присутен во Македонија, затоа што е интересен и невообичаен според својата структура, има поразлични куполи и така натаму, кои што се допадливи визуелно, но не е само тоа причина, едноставно зошто да нема и храм во таков стил. Според него, против фактор за тоа дека постои некакво влијание е тоа што овие храмови се цркви на МПЦ. Но, наспроти овој став на црквата, според аналитичарите, изградбата на руски цркви може да се толкува како дел од стратегија на Москва за ширење на руското влијание на Балканот. Есенцијата на меката моќ е вештината да се освојат срцата и умовите на странските државни елити и народи за поддршка на одредени домашни и странски политички цели без употреба на воена моќ или било каква друга принуда. Тој анализира дека според јавните анкети во балканските држави, христијанската црква има поголема доверба од политичарите и политичките партии. Последователно тој наведува дека за народите на Балканот поповите представуваат кредибилни лица на авторитет и затоа нивните политички изјави се доживуваат како насоки за активности. Откако Кирил I стана патриарх во 2009 година, активностите на Руската православна црква станаа јасна и посебна компонента на руската надворешна политика, особено кај поголемиот дел на христијанското православните народи на Балканот. Но, ова не значи дека руската агенда е светски призната меѓу христијанските цркви, земејќи предвид дека постои длабок и долгогодишен конфликт меѓу Кирил I и екуменскиот патриарх Вартоломеј, кој, според моите анализи, е прозападен и пронато. Ова доведува до внатрешни судири кај секоја христијанска црква на Балканот меѓу проруски и прозападни поделби кои внимателно се скриени од јавноста. Па така, изградбата на црквите во така наречен руски стил во Македонија може да се толкува како обид за проруски фракции да надвладеат во Македонската православна црква. Докторот по политички науки Љупчо Ристовски толкува дека руската стратегија на мека моќ влијае врз психата на луѓето и влегува во домовите и во срцата на луѓето да врши суптилно влијание. Кога Македонија ќе се придвижи по драстично кон членството во НАТО и кон со отпочнување на преговорите во Европската унија кон полноправно членство во Европската унија, тогаш тие ќе се анимираат, тие се како слиперси во македонското општество, во даден момент тие, ќе бидат разбудени, ќе бидат активирани, има значајни ресурси за себе, затоа што стои Руската Федерација зад нив, државата стои зад нив.
И исто како и овие многу цркви, знаете, сликата има силна моќ врз психата на луѓето, влијае врз свеста на луѓето. Кога вие ќе гледате постојано цркви со златни куполи, ќе ве потсеќа дека тоа руска архитектура, руски дизајн, руски стил на црква не е автохтон изворен македонски производ. Од тука во свеста на луѓето, нели, руското присуство ќе биде видливо и тоа постепено, нели, ќе го крши јавното мнение во одреден дел на популацијата, но генерално Македонија, мислам дека јасно во сите анкети граѓанството се определува за прозападниот модел на организација на општеството. Еден од поголемите проекти е изградбата на црковниот мини град во Скопска железара, кој го гради МПЦ заедно со Фондацијата за руско-македонско пријателство. Имено, според податоците од руска реч, во последниве неколку години во Македонија функционираат 22 руско-македонски здруженија. Британскиот Guardian по крвавите инциденти на 27 април годинава објави информации од документи на Управата за безбедност и разузнување, според кои алатки на мека моќ се токму тие здруженија и финансирање за обновата на крстот и изградба на цркви. Од друга страна, според отец Митевски, овие цркви во Македонија немаат политичка заднина. Што на мене градбата ќе ми манифестира какво, нели, и да е влијани. Така што малку е, тоа би рекол, вулгаризирано толкувањето на таквото нешто кое што не постои. Едноставно се работи за еден естетски, односно за еден таков естетски пристап кон нештата и сметам дека тоа е единствената причина. Македонската православна црква вели дека изгледот на градбите е желба на инвеститорот кој најчесто се води од визуелен аспект. Тоа е едноставно избор, а храмот е храм. Таму му се служи на Бога, луѓето принесуваат молитви, принесуваат дарови и тоа е вистинската намена на храмот. Но, освен градбата, се оди и подалеку, така што се размислува и за богослужба на руски јазик. Од МПЦ вела дека би одобриле доколку верниците би побарале. Отец Митевски истакна и дека црковниот македонски не се разликува многу од црковниот руски јазик, односно голем дел од богослужбите се служат на црковно-словенски јазик во двете цркви. Православието не е ограничувачко во таа насока, затоа што ние ги следиме зборовите на светиот апостол Павле кој вели дека во христијанството не се разбира ни грк, ни евреј, ни не зна Божеш, туку дека сите се едно во Христ. Вие знаете дека Македонската православна црква пред известно време на барање на една верничка дозволи опело на албански јазик да биде извршено, нели? Така што зошто би се ограничувало доколку некој би барал да има и на руски јазик или на каков и да е друг јазик, доколку, нели, тоа може да се изведе, нели, некаква литургија или некакво богослужение. Она што може да се заклучи е дека црквата не гледа руско влијание или политичка заднина, но експертите сметаат дека не треба целосно се отфрли овој сомнеш. Од аспект на политичките науки, ја слободно ова можам да го дефинирам, значи таквиот тип на влијание, слободно можам да го дефинирам дека потпаѓа под контекстот на субверзивно разузнавачки активности, нели, на руската државна служба. Доктор Ристовски посочува дека државата треба да биде многу внимателна и да го следи одблиску процесот. И ако се задира во политичката сфера, ако се примети дека се обидува на тој начин јавното мнение да се врти во правец на интересите на, нели, руската доминација на овие простори, тогаш државата мора да реагира во тој дел. Според професорот од Сан Франциско Филип Ковачевич, политичкиот контекст е тоа дека русите, како најголема христијанска нација и најсилна христијанска држава, се природни и неприкосновени заштитници на сите православни балкански народи од, според русите, надворешни непријателски влијанија. Објаснувајќи дека верата е алатка на Русија за влијание во овој регион, професорот Ковачевик ја коментира минатогодишната посета на рускиот председател Владимир Путин во Грција заедно со патриархот Кирил I, за кој вели дека ја зазема улогата на министер за надворешни работи при посетите на Балкан.